Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етновешта жена што по четврти пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои сами се пријавија за да ја покажат својата хуманост, подготвија разни кулинарски специјалитети што беа изложени на свечено украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, од и се што беше подготвено, беше и продадено. Од годинава манифестацијата доби регионален карактер. Учествуваа жени од Кочани и Македонска Каменица. Етновешта жена има хуманитарен карактер, секогаш сме за поддршка на децата со посебни потреби, меѓутоа во еден друг начин, дружење со нив, правење забава со нив, создавање еден роден ден на сите дечиња заедно со вештите жени. Тоа за мене е поголемо богатство, да еден ден им го направите понеобичен од сите обични денови. И еден ден го посветите на нив. Кочани го представуваат градот на оризот, значи жените што учествуваат се потрудија да направат јадење во стилот на оризот, значи во сука баници. И ние спремивме свилени кифлици, спремивме зелник на селски начин, спремивме пиварки, спремивме погача, сончуглед погача. Друга разлика од оваа година на Етновешта жена е внесување на глумата во манифестацијата. Годинава за тоа беше задолжен познатиот лик од македонските народни приказни Владко Дојчиновски. Како целина ќе кажам, како народ, ние сме весел народ. Сите нас ни завидуваат на тоа колку ние знаеме да се радуваме покрај се што ни се случува, колку знаеме да пееме, да сме весели, зошто тоа да не го искористиме? Секогаш е преубаво доживување да се дружи човек со вештите жени, да ја чувствува таа женска енергија. Во Кочани со години наназад, значи навистина има огромен интерес за манифестацијата и тоа е едно дружење, еден ден што е поинаков за жените од оние секојдневни обврски да се отиде на работа дома, да се сготви, да се испере, да се исчисти. Ова е еден начин кога жените не само се дружат, туку и разменуваат искуства. Во конкретниот случај на Етновешта жена се потсетуваме на сите оние традиционални специјалитети. Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови во Републикава, од каде што ќе се изберат по 5 јадења, кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти. Паричката на централната манифестација Етновешта жена што се одржа во Марков манастир, падна во Македонска Каменица, така што до година ќе се организира голем собир на вештите жени, каде што се очекува присуство на над 2500 жени.